Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Европската Унија деновиве призна дека ситуацијата со мигрантите и бегалците надвор и во границите на самата Унија добила невидени размери. Од друга страна, таа се соочува со поделби за нивното прифаќање по земјите членки. Во меѓувреме расте и стравото тоа што мигрантите ќе донесат или остават на Европа. Европа се соочува со најголемата мигрантска и бегалска криза од Втората светска војна. Стотици илјади луѓе од со војни и насилства зафатените подрачја во Азија и Африка почнаа да тропаат на вратите на богатите европски земји во потрага по подобар живот и посветла иднина. Обединетите нации проценуваат дека емигрантскиот бран нема да се намалува со оглед на тоа што ниту условите кои доведоа до него во наредниот период нема да бидат надминати. Европа стана ветена земја за оние што всушности нема што да загубат, затоа што веќе го загубија она што е најчовечкото – право на достоинствен и мирен живот. Во една таква ситуација Европската Унија се најде неподготвена и повторно, преку караници и несогласување, со половични решенија, повеќе се обидува да одложи, отколку да среди состојбата со мигрантите. Нејасното менаџирање на кризата од страна на европските лидери почна да се одразува и врз нивните граѓани, односно како да се однесуваат спрема мигрантите. Иако расте бројот на оние што се повикуваат на хуманост, земјите членки меѓусебно се пожестоко се обвинуваат за тоа како рамномерно да се распореди товарот на мигрантската криза. Се појави и разни застрашувачки сценарија за иднината на Европа, меѓу нив и за можното инфилтрирање на милитантите на исламската држава и за продор на исламот во Европа. Сега, како што неодамна напиша екс-шефот на германската дипломатија Јошка Фишер, европејците уште една се чувствуваат загрозени, но не од Русија, туку од бегалците и мигрантите, најсиромашни од сиромашните. 26 години по падот на железната завеса на секој ќоше од Европа се појавија барања за изолација, масовни депортации и градење нови ѕидови и огради. Ксенофобијата и расизмот почнаа да наоѓаат плодно земјиште. Европската Унија, според Вишер, се чини дека е поразена политички, морално и административно. Целата миграција со која се соочува Европа потекнува од кризите во нејзиното соседство, а таа малку може да направи за да се справи со тие кризи. Со оглед на слабата европска дипломатија, Европа може да има мало влијание врз војните во Азија и Африка, но Западен Балкан е друга приказна. Хрватска е членка, Црна Гора и Србија почна преговори за членство, Албанија и Македонија се кандидатки, а Босна и Косово се потенцијални кандидати. Тука Унијата има значајно влијание. Зошто Европската Унија не е повеќе ангажирана во Западен Балкан останува тајна на Европската комисија и земјите членки. Абсурдот е тоа што и граѓаните од земјите кандидати се субјект на процедури за азил, бидејќи за нив нема можност за легална миграција во Унијата. Годинашната бегалска криза нагласува еден друг поголем структурен проблем во Европа – демографијата, пишува Јошка Фишер додавајки, како што европската популација стара и се намалува на континентот, итно му треба имиграција. Но повеќето во Европа силно се противат, бидејќи миграцијата исто така значи социјални промени. Долгорочно политичарите ќе треба да им објаснат на нивните народи дека тие не ќе можат да имаат економски просперитет, висок степен на социјална сигурност и популација во која пензионерите се повеќе ќе бидат товар врз стопанската активност. Европската работна сила мора да расте, што е една од причините зошто европејците би требало да престанат да ги третираат мигрантите како закана и да почнат да ги гледаат како можност, заклучува екс-шефот на германската дипломатија Јошка Фишер. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија, по првичната несреденост и неподготвеност за пропуштање на толкав голем број мигранти и бегалци преку нејзина територија, како да ја подобри состојбата на нејзините граници. Сепак остануваат страхувањата дали сето тоа ќе биде доволно со оглед на најавите дека бројот на мигрантите и бегалците ќе се зголемува. Шок бомбите на македонско-грчката граница се чини разбудија македонската и европската јавност за проблемот на мигрантите и бегалците кои од Блискиот исток секојдневно поминуваат по така наречената Балканска рута. По само 2 дена од првата испукана бомба, работите на терен изгледаат како да почнат да се средуваат. Се направи поголем ред на границата, се пуштаат контролиран број луѓе,
полицијата постави шатори во кои побрзо се издаваат дозволи. УНХЦР им пружа помош, а тамо и Црвениот крст. Турканиците и гужвите на железничката станица во Гевгелија веќе ги нема. Активистот Јасмин Реджепи од Сдруженијето Легис, кој е секојдневно на терен заедно со други активисти и им делат помош на мигрантите, вели дека државата полека почнала да средува состојбата. Значи, она што Македонија го прави за бегалците е тоа што тие го сакаат. Најбрз транзит низ земјата. Дури макар и да не останат во неа, дури да не го исполнат своето право на 3 дена останување во државата, тие повеќе сакаат да стигнат што побрзо во Србија, преку Србија што побрзо до Унгарија, додека не се затвори тотално границата. А балканските приказни на луѓето кои одат и по илјадници километри пеш бегајќи од војната не започна од пред неколку месеци, ниту по испоканите шок бомби. Тие почна да одат низ земјава од пред неколку години, во помали групи, пешачеа по пругите и автопатиштата се до јуни, кога Македонија го смени законот за азил, па им дозволи легален престој 72 часа. Ние работиме со бегалците негде од септември-октомври минатата година и баравме уште тогаш да се направи некаква координација, бидејќи најверојатно ќе има поголем број на луѓе. Тој поголем број на луѓе од 20-30 на ден стана 200-300 до 400 луѓе на ден. Се случија железничките несреќи на најголемата во април и тогаш се апелирав да се смени законот, да се донесе онако како што е во Србија, за да може луѓето во таа бројка на луѓе да функционира транзитот безпрекорно. Но ono што го имаме сега е, или што го имавме до овој момент, е дека таа бројка се накачи на 1000 луѓе, на 1500 луѓе, сега имаме 2 до 2500 луѓе, што значи дека е многу и дека не можеа да бидат оставени сами на себе. Во периодов што следи пак на Македонија и престои уште поголем предизвик. Според поратоците кои деновиве преку заедничко соопштение ги објави агенциите на Обединетите нации кои се занимаваат со мигранти и бегалци, товарот ќе станува се потежок, а врз основа на трендовите сега се предвидува бројот на новопристигнати во земјава наскоро да се искачи на 3000 дневно. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.